како да не е во ред со колава. Во секој случај би било поумно да ја намалиш брзината. Друмов е препон со новопечени возачи. Се чудам како ги дава тие дозволи секом. Човек може да настрада туку така без сопствена кривица. Татко ми работи во државниот апарат. Висок функционер е, мислам, не баш од највисоките. Учесник е во војната и се смета за чесен, макар што верува дека заслужил повеќе од што добил. Дека е запоставен. Се оженил веднаш по војната и јас сум уќерка од тој брак. И мама била во војната. Тие тогаш и се запознале. Нејзе од први ни пречело буржуаското потекло, а подоцна на тоа се заборавило. На татко ми таа му го пренесе чувството за материјалните вредности. Никогаш не беше ги отфрлила своите навики. Уживаше во удобности. А и на татко ми постепено му стана пријатно да се шета по просторен стан, да вози кола. Така речи си несвесно, сосема се предаде на еден начин на живење и само понекогаш, повеќе формално се противеше. Некои крнти и камиони што се влечат со 30 на час. Би требало да се забрани, барем за време на викенд. Човек се прашува има ли резон да се вози во автомобил или да се врати на стариот, примитивен начин на патување, одење пешки. Ти полека стануваш сноп. Не го забележуваш ли тоа? А ти си одамна здодевен и примитивен. Ќе поминеме ли макар еден ден без твоите зајадувања? Потем мојот свршеник. Ако е тоа важно, јас навистина го сакав. Водувавме со години, 3 години. За нас тоа е цела вечност. Си игравме детински, во секој поглед бевме деца. Потоа тој дипломира и замина во внатрешноста. Така прекинавме. Тогаш тој беше сосема неконвенционален, како да речам, топол, благороден, наполно незаинтересиран за секојдневните нешта. Само се плашам дека случката е проста. Моите причини беа јасни, но само за мене. Другите можеби нема да ги разберат. Нема да пушиш. Барем не на викенд. Ти претерано пушиш. Кажи ли до Бога? Грлото е веќе сосипано.
Пази како возиш, колоната е пред нас. Видели што колона е? Имаше многу дипломатски регистарски таблички. Сигурно пак некој пречек. Да, некоја делегација имаше вчера во печат. Го барам инженерот Поповски. Го барам инженерот Борис Поповски. Без друго го познавате. Че? Сакам да го посетам инженерот Поповски. Можете ли да ми кажете каде е во моментов? Поединечни посети се забранети. А за колективни треба дозвола од секретарот. Не ме разбравте. Не ме интересира фабриката. Ни најмалку. Го барам својот свршеник. Како го викаат? Сосема просто. Борис Поповски. Ќе провериме. Го нема во списокот. Не можам да ве пуштам. Ма како може да го нема? Имате грешка. Ма го нема, два пати проверив, го нема. Прашите по телефон во секретаријатот. Ве молам, сторете ми услуга. Алло, секретаријатот ли е таму? Туше бе има ли кај вас некој Поповски? Проверив, го нема во списокот. Како? Погон 2. Па кога дошол? Си ослабнала и си ја скусила косата. А тебе ти огрубеле рацете. И гласот. И малку си поизраснала. Чекай да видам. Ќе се премерам со тебе. О, здраво, Борисе. Одамна не сум те видел толку зацрвенет. Дошла, значи, а? Тоа е Лела, нели? Мој пријател, инженер. Работе во ноката смена допред малку. Сега одиме да си ги прочистиме дробовите.
Жената му е лекарка, притоа хумана до немајкаде. Обајцата се регистрирани дарители на крв. Што велиш на тоа? Ништо. Секако тоа може да им е угодно. Не можам веќе. Вака не сум бегала ни од училиштето. Ако ме виделе, ќе ме чукнат по нос. Што ако? Не ти доаѓам секој ден. Овие згради се толку слични, што одвај можам да го погодам својот стан. Доста беше шетање. Одиме дома. Повели. Борис. Борис. Борис, каде си? Борис, се плашам, не прави шеги. Мадам, ова е вашиот стан. Да, се разбира. Пак заборави. Вклучи го веднаш бойлерот и види што има во фрижидерот. Денес си ти дежурна домаќинка. Станот е доста запуштен, знаеш. Одамна не е чистен. Голем е. И ни предстои многу работа за да го уредиме. Но доста со шеги. Треба да го измениме начинот на живење. Старите алишта ќе ги фрлам и ќе купам 12 рала нови. 24 кошули, 10 рала чевли, 50 врски. А сето тоа ќе го набавам во модните куќи на Париз. Ќе ни биде убаво. Нели? Секој четврток ќе чекаме гости. Најнови плочи, виски, американски цигари, лајф, квик, ел растурени по масите и на досек од раката. Шведска кујна, а и тост со путер за појадок. Без тоа веќе не се може. Ќе имаме телевизор во боја и 2 телефона. Ќе правиме излети во странство. Мораме да имаме
пасош со секогаш отворени визи. Со еден збор, ќе живееме онака како што и прилега на нашата категорија. Ти се шегуваш. Напротив, зборувам сериозно. Тогаш на работа. Ако водата е топла, трча во бањата. Доста е фантазирање. Немаме пешкир. Застани на провев и ќе бидеш зачет суп. Подоцна. Водата уште не е топла. Молчи. Како да не сме дома. А од нас не можете да се скриете. Ве видовме кога влеговте. Имаме план со 8 варијанти. Едната од нив без друго ќе ви се допадне. Мој предлог е да отидеме на езерото и да приготвиме ручек од риба. Или да продолжиме во овој правец. Не свртувајќи ни лево ни десно. Кога ќе снемаме бензин, застануваме, подигаме логор и до вечерта ќе се грижиме за јадење на скаутски начин. Не, во околинава има толку излетишта. Или да останеме во градов. Има фудбалски надпревар, има бокс меч. Што мислите за тоа? Ова последново не е лошо. Што мислиш бокс мечот? Тоа е најдобрата идеја. Одлично. Веднаш ќе телефонирам да ни задржат места во главната ложа. Ма стой! Каде бегаш со туд велосипед? Ке ти кажам јас тебе? Кој ќе го плаќа, а? Јас ќе плаќам. Стой! Еј! Стой! Каде ли се краде туд велосипед, а? Стой, море, да те го краде велосипед! Стой! Милиција! Милиција! Опатете луѓе кои краде велосипед! Гледате га, што не го држете ја! Не ни немајте луѓе, стой! Бев среќна како никогаш. Не мислев на чичкото. Многу сакав да видам како ќе реагира Борис, дали ќе ја прифати играта. Како и секогаш, тој не се двоумеше, се јави веднаш. Кажи, што ти требаше се ово? Не го секам боксот, почесните ложи уште помало.
положбо. Можеше да рече дека нека да бидат со нас. Да се избегат и се молам. Потивко те молам. Па тоа не прилега. Безобразно. Дали беше налутен? Не бев сигурна. Зато решив да го испровоцирам. Лош материјал. Не е за големи брзини. Се лутиш? Не. Се е во ред. Што се може тука? Ќе се разонодувам така како што знам. Тогаш прв пат видов селаните како копаат на нива. Ова веројатно и би го заборавила ако Борис не направеше еден подвиг што личеше на него. Беше прекрасен. Лела, ќе ти покажам еден собствен пронајдок. Вети ми дека ќе ја чуваш тајната. Чесен збор. Погледај. Ова е антена од радиостаница. Јас можам на оваа далечина без радио или транзистор да произведам музика. Чесен збор. Имам измислил најевтин начин за народна забава. Само уште да го патентирам. Обичен компир. Па тоа е чудесно. Па ти си гений. Ти си најголемиот пронајдувач со кого досега сум одела. Да се нема елементарно чувство на почит. Достатно сте постари од нив за да не смеат да се подигруваат со нас.
После ако така се однесуваат кон нас, како ли ќе изгледат нивните, меѓусебни односи. Изгледа дека осуството на шлиф е еден нов вид однос. Отпрво запнав. Работев за двајца, а потоа видов и исто ми се фаќа. Работел, не работел, за покачување на мојата стартна основа никој не сакаше да гласа. Набргу се досетив дека играта е сосема проста. Ти еден на друг си наместуваат привилегии. Се обидов да се спротивставам. Ќе ми изеде. Кој? А другите молчеа. Се плашеа да истапат. Ја чекаа својата шанса. Каква шанса? Да си го покачат личниот доход. Онака на смена, јас, тебете и мене. Не знам зашто зборуваш. Не знам кој се тие и сето тоа не ме интересира. Ни најмалку. Тие ситни промени може би друг не би ги забележал. Нашиот живот се состоеше во смевање научноста. Тој ме учеше на едноставност. Да сакам музика, а не накити. Поезија, а не секојдневни интереси. Кога отиде во фабриката, рече дека ќе биде мисионер. Ја сакаше својата професија. Навистина. Разбираш ти, што барате вие на мојата слама? А? Би дозволили ли некој да се качувате? Или мислите дека може да ја гази и растура секој кој што сака? Разбираш ти? Има закон во оваа земја. Ова е мој труд, моја мака. Не сум се потел јас за вас. Сега ќе направам скандал. Земете молив и пишувајте. 2 порции сирење, 2 салати, 20 кебапчиња, пред тоа ракија, потем шише вино. Шише кисела вода, скопско пиво, потем овошје. Запишавте? Зошто? Диктирам премногу брзо? Да. Кога е така, тогаш донесете 2 лимонади. Само тоа? Да. Заборавив дека немам пари. Еден ден ќе се убијам поради безпарица, чесен збор. Не иде предвид. Зошто? Затоа. А на татко ти кажи му да ти дава помалку пари. Тој има голема плата. Токму затоа. Тој е сноб. И да не ти е татко, би рекол дека е... Направи вила на езеро, купи моторен чун, зашто сите од неговиот круг тоа го чинат. Ги купи комплетите на класиците на марксизмот, отвори девизно конто, станот го наполни со стара покуќина, сега е се во ред. Смешно е само што се уште истакнува дека по потекло е работник. Понатаму? Понатаму нема, понатаму така не оди. Добро, ќе му кажам на тате. Кажи му. Јас тоа му го реков многу пати. Тој сепак те сака. Дори тврди дека си сладок. И не само тоа. Тој смета дека сум сладок по негова заслуга, зашто тој се борел.
Па? Да си отпочинеме. Одамна не сум шутирал. Немам кондиција. А за неја штета што не е Машко. Одлично игра. Гледај вамо. Прости, заборавив да те запознам. Ти имаше право. Тој навистина е среќен. Премногу е запатен со работа за да мисли на кариера и достатно е влюбен за да размислува за среќата. Така ли е? Не знам, не го прашам. Слушај, навистина ли си среќен? Кажи ни, знаеш ли зошто? Не разбирам. А точно ли е дека од работа немаш време за размислување? Не би рекол. Всушност, јас размислувам во недела и празниците. Во работни денови помалку. Аха. Неволата изгледа во тоа што мнозина размислуваат секој ден. Зарем? И јас сакам да размислувам. Греф ли е тоа? Никако. На убавите жени се им е дозволено. Што и да им падне на ум. Дори и да фантазираат, нели? Дори и тоа. Можеме ли да платиме? Значи? Немам ништо против. Ако не побрзаме, ќе ни пропадне викендот. А тоа би било голема штета. Што е сега? Значи пак телевизија. Па добро. Ако не секаш можеме да читаме. Или да играме бадминтон. Или да се погрижиме за ручекот. Конзерви не идат предвид. Додиме на лов. Нели е сега ловостој? Се едно. Важно е дека сме согласни и да не биде убаво на викендот. А? Организирана рекреација. Тоа му е потребно на нашиот работен свет. Твој ли автомобил? Не, Ти се разбира, немаш уште кола. не, немам. Баш ме интересира,
Да ги спумпав гумите на твојата кола, би те весело и тоа? Не знам, немам кола. Сега ми е до некаде јасна твојата тајна. Ти не донесуваш одлуки однапред, нив ги донесуваат други. Ти само ги следиш. Може би. Но овие гуми треба некој пак да ги помпа. Како авангарда, јас си го свршив делот од работата. Прво идат оние што рушат, а потем оние што градат и се така. А на децата треба да им се забрани да не гледаат, за да не се угледаат на нас. Би сакал да видам како тогаш би изгледал светот. Што мислиш? Дали е навистина опасно или само го плашат народот? Можеш да провериш. Да се искачам? Да. Барем ќе ја прекинеме здодевноста што е неиздржлива. Здодевно ти е? Многу. Постои сигурен начин човек да биде весел и при добар душевен мир. Треба само се ослободи од некој грижи. Качувај се понатаму, зошто застана. Кога ќе се венчаме, ќе барам до динар да ми исплатат, како што заслужувам. А тоа не е мала сума. А ако не се согласат, тогаш имам разработен друг план. Ако сакаш да провериш, качувај се до крај. Средината секако не е опасна. Мислиш да не смеам? Моите квалификации вредат толку. Работата толку. Идеите исто така. Тогаш можеме да разговарам. Понатаму, понатаму! Ако не се согласат, волам 2 возни карти за Париз. За почеток тоа е достатно. Таму не прашуваат ни што мислиш, ни кој е татко ти. Прашуваат само, знаеш ли да работиш? Си се променил, Борисе. Некогаш беше готов да се патиш за житата. Знаеш, во меѓувреме имам научено некои работи. Ќе ги сватиш и ти, при првиот случај. Она му е асфалт! Там не е местото меѓу трњето и калта! Ајде! Во тој момент ми беше јасно не само дека тој веќе не постои онаков како порано, уште полошо. Сватив дека причините се подлабоки. Не препознав ни збор, ни начинот на резонирање, ни движењата, дури ни тоа. Постојано имав чувство дека се напрекат за да ми биде поблизок. И дојде да вика, нека прави кој што сака, нека умира кој сака, нека се уриваат световите, ние ќе си ја играме својата игра, ќе плачеме кога ќе врне дошт,
a će se smejeme koja će ni umre sosedom. To je surovo, no. Zašto da se lažeme дека ни е жал за другите повеќе од што е? Зошто ни е воопшто тој лажен свет и измислените добри луѓе кои в сушност се мразат? Може би е тешко тоа да се прикаже. Тоа дека човек може да биде онаков каков што сака. Сакам нешто да им кажам на другарите, без оглед на тоа кои се тие, французи, англичани или југословени. Кога ќе ве запрашаме за најобична вистина, вие се стреснувате и велите, чекајте, каде налетувате? А гледате ли, ние сме незадоволни од тој одговор. Сакаме да знаеме во што е недоразбирањето. Атаму, удираме со главата в цит. А знаете ли зошто? На тој цит пишува за младите забрането. А тоа го имате напишано вие и затоа ние го губиме доверието во вас. Зашто младите се уште толку млади, за да не можат да живеат од пароли, туку од примери. Од денот на нашето раѓање слушаме за некоја мировна конференција во Женева, каде ли? А за тоа време наоколу умираат и јадници, се разбира млади. Нам ни е тоа доста. Ние сакаме чисти односи. Со еден збор, ја бараме вистината. Жал ми е, другар. Попусто троши зборови, внатре нема никого. Ова е само вежба, генерална проба. И реков, ова е само проба. Штета. Тоа го стори само заради мене. Почувствува дека е поразен и сакаше да ме увери, да ми излаже дека остана лист. Тоа беше тажно, но не знам. Го сакав и се фаќав како давеник со сламка. Пораснавте на овошни сокови. Чоколадото го размачкувавте под зидовите, не тоа мощно добро се сеќавам. А мене? Мајка ми ме одгледа на нива. Посодев на училиште. 7 километри секој ден по снег и дожд. А вие? Тешко ви е да седите при централно грејење и се поплакувате дека немате добри учебници. Треба ли затоа да ви се јавувам по телефон секој ден и да ви се заблагодарувам за централното грејење? Не, туку да бидете реални и скромни. Или би било подобро да ве подсетам дека уште има такви што одат пешки на училиште и дека за тоа никому не му додеваат и не бараат ордени. Од изобилство станате дрски, што барат уште. Ништо особено. Само да бидете доследни на принципите што ги прокламиравте. Морам да признаам дека ме развеселува вашиот начин на ловење. Вие постојано пукате во празно. Јас си отпочинувам. А вие не го умеете дури ни тоа. Таму долу има Вестачко езеро. Зошто не појдете на капеј?
Земете чуни, радувајте се на сето ова што ви е дадено. Земете ја колата и прошетајте се. Околу манастирот и боровата шума има прекрасен кружен пат. Вети дека пак ќе патуваме со аутостоп. Ќе ги носиме твоите искинати джемпери, ќе одиме боси. Ако ви е здодевно, одете во Луна паркот. Велат дека е чудесен. Кога ќе останеме без динар, ќе јадеме в менза. Или ти ќе крадеш јаболка во градините. Потем без билети ќе се прокрадеме во операта. Јас ќе ти ги карпам кошулите и ќе те терам да се капеш. Лето постои заради вас. Денес е недела, треба да бидете весели. Да сум млад како вас. Од мојава смеја би се тресела гора. Јас не ме разбирам. Јас на вистина не ме разбирам. Ќе ги донесам книгите што ги читавме некогаш. Ќе ги читам наглас. Ти ќе навиваш за Евтушенко, а ја за Пастернак. После ти ќе свириш на гитара, а јас ќе палам оган од стари вестници. Ќе ни биде убаво, нели? Нели? Мислиш дека никогаш веќе не може да ни биде онака убаво? Мислам дека може. Напразно чукате, деца. Денес не работиме. Но денес е недела. Сакаме да се забавуваме. Се едно не работиме. Таква е наредбата. Но ние сакаме да се забавуваме. Сакаме да бидеме весели. Разбирате? Ништо не помага, деца. Не работиме денес. Пушти не старите, молам. Барем да гледаме. Може би тоа ќе не развесели. Не може. Нема струја. Видов дека се мачи. Се плашев да не ме замрази. Така и јас престанав да бидам природна. Сето тоа стана едно големо и непотребно мачење. Мислев, со кое право го измачувам? Туку тоа е сега друг човек. Може би така и треба да биде. Но јас сега не го познавам. Тоа е друга личност. Има иста лична карта, а друга личност. Па добро, нема да стоиме вака и да киснеме до гола кожа. Покрет, јас командувам. Што ти е до Бога? Зар не сме накиснати достатно? Слушај ги моите команди, сега веќе нема сега.
сврти ја пушката. Цевката ќе се напълни со вода. Покрај муницијата. Што е, тоа ли ќе се плашим? Ние никогаш не сме се плашили од дождови. Ајде, напред, да. Овде ќе се улогориме, ќе направиме шатор. Но го оставивме во колата. Па што? Со малку труд и напор? Неме соба во хотелот. Стеблово е лизгаво. Немам добра подпорка. Полека. 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 Подржи. Добре, добре. Како што гледаш, не сме ние за фрлање. Ама и ти добро се држеше. Ти честитам. Повели, левата страна е твоја. Ами пушките, каде ги оставиме пушките? Тие се надо. Убава работа. Затоа некогаш ќе беме стрелани. Застани! Ве молам за момент. Видовте ли близу некој паркиран автомобил? О! Les pertes les plus importantes au cours de cette année et depuis le début de la guerre au Vietnam. Selon un bulletin... В конце сегодняшней пресс-конференции представитель Государственного секретариата по иностранным делам говорил о теперешнем заседании Комитета по разоружению в Женеве. Он сказал, что комитет стоит перед... 172 soldats ont été tués et 802 blessés dans les combats avec les unités du FNL sud-vietnamien au cours de la semaine écoulée. Припадници на ослободителните сили на Јужен Виетнам со минофрлачки огин нападнаа денеска 4 аеродроми во Јужен Виетнам. Кај еден од нападнатите аеродроми, ослободителните сили нападнале 2 американски пешадиски единици
кои, како што е соопштено, претрпеле како и секогаш лесни загуби. Svaki put kad tebi kuham ja, tad znam okus juhe koji želiš ti, ja znam, već znam. Kada ručak započinje, juha mora biti Podravka, mnogo novoga dolazi, al mi smo vjerni juhi Најлон, Перлон, волна свила и детергент Мила. и вашата облика ќе биде нежна ако ја изперете со мила. Mindenki újra jutott új ebegedés, most a szívem a szív, hát neki That's in the clap and Madison. Oh, here we go. That's in the clap and Madison. Shoo-be-doo-be-doo-be-doo-be-doo. That's in the clap and Madison. Oh, here we go. That's in the clap and Madison. Shoo-be-doo-be-doo-be-doo-be-doo.
Ти не си нормална. Можеше да ме убиеш. Беше весело. Но каде сега? Има ми електрична автомобилчина. Таму е повесело. Одуцна, стари, одуцна! Си ја загубив на раквицата. Сигурно не си заборавил дека допред малку имав златна на раквица. Вредеше 2 таткови плати. И тоа во девизи. Но тебе ти е седно. Не си ја купил ти? Кога ја виде последен пат, на брегот? Не. Паднала во водата. Ти може и нарочно да ја сокриеш за да ми направиш незгоди. Ми падна во водата. Глупачка. Врати ме на брегот. Значи, каде ти падна? Се сеќаваш? Тука. Мислам тука. Тука е длабоко. Не се гледа дното. Па што? Значи дека не може да се нурка. И дека на раквицата е за секојаш загубена. А сега да одиме.
Не можам да ја поднесам твојата несмисленост. Ти си страшливец, езерово не е длабоко. Ното е обраснато со трева и тиња. Ти рече дека не се гледа. А освен тоа, скапоцени на раквици не се носат на плажа. Тоа се снобовски манири. Ти си глупа. Целиот ден ни беше лош. Мене за тоа ми е жал. За на раквицата не толку. Ти се разбира е жалиш на раквицата? А да, тоа заборавив да ти кажам. Денес не ми се допаѓаше. Изгледаше лошо, споруваше глупости и беше здодевен како никогаш. Накратко, денес не те сакав. Тоа беше обострано. Веслај кон брегот. Ти уште повеќе ми одеше на нерви. Добро, веслај кон брегот. Ти, твојот татко, мајка ти, сите наедно. Тоа е одвратна ситносопственичка средина со која немам ништо заедничко, ама баш ништо. Оние приказни за револуцијата, за моторните чунови, за вили и партискиот стаж. Сето тоа заедно измешано, од тоа ми се повраќа. Имене ми е лошо. Веслај. Ей! Еве!
Еј, Чичко, Кажи, моме. кажете, има ли овде нешто забрането? Забрането? Секако. Забрането е да се сече шума без одобрување, да се уништува дивечот, да се пали оѓе. Само толку. Уште многу други работи. Правилата се строги и обширни. Само тоа сакав да го знам. Не трудете се понатаму. Ај, моме. Ај. Понатаму не се сеќавам. Знам само дека посакав никогаш да не влезам во светот на возрастните. Тоа беше детински и се продолжи да се движи по својот тек. Доста беше игра. Да зборуваме малку и за сериозни работи. Свршениците, решија ли нешто? Можеме ли да знаеме за кога е закажано венчавањето? Па јас мислам дека е се тоа во ред. Туку прашајте е вашата керка. Се разбира. Ќе се венчаме скоро. Најдоцна за 20 тема.
тој мотор не е неуништив. Внимателно. Била клучена брзината, од кај да знам. Затоа постои купон. Активирај го на време.